Почитувани гледачи, ова е светот денес на Тера. Еве што ќе гледате во најновото издание. Во Смилево одбележани 111 години од Илинденското востание. Научна трибина за значењето на сами фрашери во Битола. Унијата на жени од ВМРО ДПМН е со едукативен штанд и совети за начинот на исхрана. Експерти започнаа со работата на местото на падот на малезискиот авион. Денеска во Демирхисарското село Смилево во организација на Бугарскиот културен центар во Македонија се чествуваа 111 години од Илинденското востание. На одбележувањето имаше гости од Бугарија. Историското помирување е неминовно. Кој сака да мисли по поинаков начин, да продава друга идеологија која апсолутно не е компактибилна со вистинската историја, со вистината околу историјата за востанието. Нашата цел е обединувањето на народот од двете страни на Осогово, бидејќи ако немало разлика во тоа време, која е логиката да има разликата денес? И е многу глупаво тоа което се прави. Многу е глупаво да ја делиме историјата на македонска и бугарска. Таа е една. Овие луѓе кои ги гледате на портретите немале дилема за себе. Тие се бореле за својата слобода, за слободата на Македонија. Се бореле против турското робство и за христијанската вера. Има многу дати поврзани со нашата историја. Не случајно кажувам нашата, кои ние треба да ги одбележуваме заедно. Се разбира со почитување едни кон други. Треба да ги одбележуваме тие датуми заедно, затоа што тие не обединуваат, кои не подсетуваат на заедничкото минато. Од бугарите тука шо барат. Тие во Бугарија нека си слават шо барат тука. Ние не го правиме тоа од никакви идеолошки побуди. Тоа што се случило во Ваташа, тоа е од чисто идеолошки, од идеолошка гледна точка. Не се мешаме околу идеологијата, нам во исто време ни се блиски и далечни двете идеологии, така да ова го оставам на партиите, тие нека се разберат. Ние сме здружение кој сакаме да го обединиме народот од двете страни на границата. Научна трибина за значењето на сами фрашери за развојот на албанската азбука се одржа синоќа во Битола. Ова научна трибина се одржува по повод 110 годишнината смртта на сами фраши. Темата на ова научна трибина е значењето на сами фрашите во развојот на албанската азбука, албанскиот јазик и литература, како и во развојот на албанската свест. Целта на ова научна трибина е запознавање на јавноста со придонесот на сами фраши во развојот на албанската азбука, запознавање со неговите делови. Унијата на жени од ВМРО ДПМН на плоштадот Магнолија во Битола организираше едукативен штанд. При тоа се делија и совети за начинот на исхрана. Како една од животните функции е секако и исхраната. Значи, таа е многу значајна за животот на еден човек. И ако кажеме дека неправилната исхрана е ризик фактор за појава на голем број на заболувања, настанување на голем број заболувања како што се диабетот, кардиоваскуларните заболувања, потоа во кои спаѓаат артериосклерозата, мозочниот удар, срцевиот удар, потоа голем број на алергични заболувања, анемиите, одредени дегенеративни заболувања, маргините заболувања, како и голем број други заболувања, тоаш неминуелно се наложила потребата да укажеме кои се тие неправилни начини на исхрана и токму затоа денес ние овде се собравме на овој штанд да на нашите граѓани им кажеме некои факти во врска со правилната исхрана, да им кажеме но што не им е јасно и се што сакаат тие да прашаат.
За гледачите на вашата телевизија би сакал во кратко да кажем дека правилната исхрана не е една дефиниција, него таа е поим која опфаќа повеќе точки и една од тие точки е да не ги прескокнуваме оброците. Значи секој ден да имаме доручек, ручек и вечера и да имаме ужина. Доручекот е едно од најбитните делови од исхраната, значи секој доручек треба да биде запазен, затоа што детето кое го зема доручекот е спремно да учи, да посетува наста, работникот да ја обавува својата задача да не прави грешки. Што значи тоа? Тоа значи дека во доручекот мора да има протеини и калциум кои ќе ги внесеме со млеко, млечни производи. Потоа треба да има јаглени хидрати, овие сложени јаглени хидрати кои ќе внесеме со житарица, со интегрален леп и неопходно е овоше кој ќе ни донесе витамини, минерали и одредени антиоксиданси кои се неопходни на организамот. Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Битола продолжува со реализирањето на своите активности. Во овој летен период малку и активностите ни се приспособени кон условите кои што ги имаме. Тоа значи дека еве решивме едукативните содржини посветени на здравата исхрана да ги спроведиме на широк сокак овде на Магнолија, директно со граѓаните на Битола, директно со сите оние кои што се заинтересирани за ова прашање, кои ги допира прашањето за здравата исхрана. А сметам дека здравата исхрана е едно од најважните моменти во човековиот живот, бидејќи станува збор за една основа за добро здравје. Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Битола продолжува и натаму со своите активности, така што и во овој летен период следуваат настани кои што ќе вклучуваат и едукативни трибини, и работилници, и се она што е зацртано со нашата годишна програма за работа. Еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Отворен е конкурсот за сместување во студентските домови. За ова по кратката пауза останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: колку пари ќе потрошиме за годишниот одмор? До 500 евра, од 500 до 1000 евра, повеќе од 1000 евра. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Божешките летни вечери, една од најдобрите занимации е да се гледаат филмови. Тера телевизија ги најавува своите филмски термини. Од понеделник до петок, вечерен филм на Тера на 10 минути пред полноќ. Во сабота и недела, попладневен термин за филм во 18 часот. Филмска програма на Тера телевизија. Вие ја гледате Тера телевизија. Отворен е конкурсот за сместување во студентските домови. Согласно конкурсот, предвидени се вкупно 5956 слободни места. Распределбата на леглата ќе се врши согласно Законот за студентски стандард, со кој предност се дава на студентите кои потекнуваат од социјално загрозени семејства и според кои тие се делат на 3 категории. Конкурсот за прием на студенти во државните студентски домови и други објекти за сместување за студиската 2014-2015 година е веќе објавен, истакна на денешната пресконференција министерот за образование и наука Абдулаќи Мадеми. Согласно конкурсот предвидени се вкупно 5956 слободни места. Распределбата на леглата ќе се врши согласно Законот за студентски стандард, со кој предност се дава на студентите кои потекнуваат од социјално загрозени семејства и според кои тие се делат на 3 категории. Во првата офатени се студентите од ранливите категории и семејства чии вкупни приходи не ја надминуваат нето минималната плата утврдена во Македонија и за кои државата целосно ги надоместува трошоците за сместување и исхрана. Офатноста на оваа категорија на студенти е до 40% од вкупниот број на легла. Втората категорија се студенти кои постигнале особено висок успех во текот на досегашното учење. Третата категорија се студенти кои не се офатени во претходните две категории за кои ќе се распределат до 35% од вкупниот број
број легла. Пријавувањето се врши електронски со пополнување пријава поставена на интернет. Рокот за електронско пријавување на студентите ќе трае до 10 август 2014 година за студентите од втора година и повисоките години, додека рокот за електронско пријавување на студентите од прва година започнува на 19 август и ќе трае до 24 август. Конечниот список за прием на студентите од втора година и повисоките години ќе се објави на 29 август, додека конечниот список за прием на студентите од прва година ќе биде објавен на 5 септември на огласните табли во студентските домови каде конкурирал студентот и на интернет. Владата нуди нова можност невработените да започнат собствен бизнис. Владата на Република Македонија продолжува со активностите и политиките за намалување на невработеноста, преку поширока палета на активности, подобрување на бизнис климата, странски инвестиции и финансиска помош од страна на државата, се дава можност за зголемување на вработеноста. Следната недела владата во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување ќе објави оглас во кој државата ќе дава значителна финансиска помош за организирање на невработените да започнат собствен бизнис и значајна финансиска помош за правните субјекти, што веќе постојат да можат да отворат нови работни места и да вработат нови лица. Ова денеска го истакна портпаролот на македонската влада Александар Ѓорѓиев. Тој информираше дека станува збор за две поголеми категории кои што ќе бидат за давање на финансиска помош од страна на државата, и тоа само вработување со кредитирање и кредитирање на микро и мали предпријатија за отворање нови работни места. Сите невработени лица кои се во евиденцијата на Агенцијата за вработување како невработени ќе имаат можност да се групираат по тројца меѓу себе, да направат бизнис план и од страна на државата да добијат кредит од 3000 евра по лице, со рок на враќање од 3 години, грејс период од 1 година и каматна стапка од 1%. Оние кои сакаат да започнат бизнис со дејност од поголем обем ќе можат да се групираат по 5 лица, со тоа што основниот кредитобарател ќе добие кредит од 5000 евра, а останатите 4 лица ќе добијат кредит по 4000 евра, со рок на враќање од 3 години, грејс период од 1 година и каматна стапка од 1%. Наред се светските вести. Експерти започнаа со работа на местото на падот на малезискиот авион. И за случувањата во регионот по кратката пауза, останете со нас. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел Свето денес, ритамот на градот, Спорт Рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Се преврте автобус во Србија, десетици повредени, а меѓу нив има и деца. Десетици патници се повредени, од кои 10 потешко, кога рано утрово се преврте автобус кај селото Рударе кај Куршумлија. Доаѓал од Љубојна кон Косово. Автобусот сообраќал на меѓународната линија Салзбург-Приштина. Утрово во 6 часот и 40 минути излетел од патот во близина на Рударе, изјави од Српското министерство за внатрешни работи. Во автобусот имало 49 патници. Голем е бројот на повредените, од кои еден дел биле пренесени во болница во Прокупје, додека другите добиле медицинска помош во амбуланта во Куршумлија. Директорот на здравствениот центар во Куршумлија Уранија Петровик изјави дека 10 лица се потешко повредени. Патниците претрпеа контузии на главата, градите, рацете, нозете, но има пациенти со фрактури кои се упатени на натамошен третман во клиничкиот центар во Ниш, рече таа. Додека агенциите известуваат дека има повредени 55 патници во автобусот, Радио Телевизија Србија објави дека 32 лица се повредени. Ниту еден од повредените патници не е во животна опасност. Министерството за внатрешни работи изјави дека точниот број на повредени не може да се прецизира во моментот, додека не заврши увидот кој е во тек. На местото се упатија екипи на брзата помош од Прокупје кои им помогнаа на колегите од Куршумлија и Ниш при отстранувањето на повредените патници. Според неофицијалните информации, до превртување на автобусот кој излетел од патот најверојатно дошло поради тоа што возачот заспал. Продолжува израелската копнена офанзива во појасот Газа и натаму е непознато кој го собори патничкиот авион над источна Украина. Западот врши притисок врз Русија. Наблюдувачите од ОБСЕ имаат ограничен пристап до локацијата каде падна авионот.
Украински експерти и криминалисти започнаа со истрагата со разгледување и правење скица на местото на патот на малезискиот патнички авион Боинг 777 кој се урна во источна Украина. Патничкиот авион на малезиската воздухопловна компанија на летот МН-17 од Амстердам за Куала Лумпур се урна на 17 јули со 298 патници и членови на екипажот, од кои 85 деца. Остатоците од авионот се расфрлани во област од 20 километри, а досега се пронајдени 186 тела на загинати. Украинските власти вината ја префрлаат врз проруските бунтовници и врз Русија, алудирајќи дека авионот е соборен. Бунтовниците тврдат дека не поседуваат ракетен систем кој може да собори цел на 10.600 метри височина на која летал малезискиот авион, додека Руското министерство за одбрана соопшти дека неговиот радарски систем регистрирал активност на ракетен систем Бук М1 на украинската армија во времето на трагедијата. Притоа руската страна подсетува на трагедијата од 2001 година, кога украинските противвоздушни сили на Црно море соборија руски патнички авион на линијата Тел-Авив-Новосибирск, кога загинаа 78 луѓе, од кои 66 израелци и 12 руси, членови на екипажот, и долго време негираа своја инволвираност. Меѓу патниците и членовите на екипажот кои загинаа при соборувањето на малезискиот патнички авион во источна Украина имало 80 деца и 3 бебиња. Во несреќата загинале сите патници, вклучувајќи и цело семејство од Индонезија и 3 деца од Австралија, браќа и сестри кои патувале со својот дедо. Украина вчера објави фотографија од едно бебе кое настрадало во авионот со порака дека Русија има крв од децата на своите раце. Високиот представник на украинската влада Антон Герашенко го нападна Кремљ, објавувајќи фотографија од настраданото бебе со порака за Владимир Путин. Смртта на ова бебе оди на твоја совест, проклет да си со векови, напишал Герашенко. И натаму е непознато кој го собори патничкиот авион над источна Украина. Западот врши притисок врз Русија. Наблюдувачите од ОПСЕ имаат ограничен пристап до локацијата. Германија, Франција и Полска бараат иден прекин на огнот во Украина, откако претходно тоа го побара и Обединетите нации. Само ако армијата и сепаратистите прекинат со пукањето, можна е детална истрага на локацијата на која се урна авионот, изјавија министрите од така наречениот Вајмарски триаголник Франк Валтер Штајнмаер, Лорен Фабисо и Радослав Сикорски во заедничкото соопштение синоќа. Ако се утврди дека авионот навистина бил соборен, треба некој да сноси и одговорност за тоа, истакнаа тие. По американскиот претседател Барак Обама и германската канцеларка Ангела Меркел и кинескиот претседател Си Џинпинг повикаа направена и објективна истрага за несреќата на малезискиот авион. Израелската армија денеска ја продолжи копнената офанзива во појасот Газа со серија воздушни напади врз лансирните ракетни системи на Хамас и со уништување на над 10 тунели ископани под граничната линија меѓу Израел и оваа палестинска територија. Според последните податоци од ескалацијата на судирите меѓу Израел и палестинците од појасот Газа, кој е под контрола на исламистичкото движење Хамас, на 8 јули па досега загинале вкупно 325 палестинци и 3 израелци. Само во последните 2 дена од почетокот на копнената офанзива во Газа убиени се 75 палестинци и 1 израелски војник. Израел ја започна копнената офанзива во четвртокот навечер по 10-дневни воздушни напади врз цели на Хамас, кои не доведоа до прекин на истрелувањето проектили врз израелска територија од појасот Газа. Израелската армија соопшти дека во текот на првите 24 часа од операцијата нејзините војници воглавно дејствувале во пограничните региони меѓу Израел и појасот Газа, каде биле откриени 13 подземни тунели, од кои некои долги и до 30 метри, кои биле користени за извршување напади. Според податоците на армијата, во последните 12 дена израелските сили погодиле околу 2350 цели во Газа, меѓу кои 1100 лансирни рампи, и нанеле сериозни штети на војниот арсенал на Хамас. Во истиот период палестинците истрелале над 1600 ракети врз израелска територија. Представникот на службата за брза помош во Газа информира дека во израелските напади во текот на минатата ноќ и предпладнето загинале над 20 лица, меѓу нив 15 цивили. Тензиите меѓу Израел и Палестина ескалираа во текот на јуни покин напирањето на тројца израелски тинејџери, зашто израелските власти го обвинија Хамас. Ова исламистичко движење од своја страна ниту ја потврди, ниту ја негираше својата поврзаност со киднапирањето.
Најмалку 9 лица загинаа, 40 се повредени кога повеќе автобуси се судрија на автопатот во близина на Дрезден, на истокот на Германија, соопшти денеска полицијата. Според полицискиот портпарол Лука Золнер, сударот се случил околу 2 часот по полноќ по локално време. Во него учествувале полски автобус, украински автобус и полски минибус. Тој засега не изнесе детали за националноста на жртвите. Според првичните полициски извештаи, полскиот автобус го удрил задниот дел на украинскиот автобус, пошто ја пробило градата, преминал во спротивната лента и се судрил со минибусот. Повеќе од 40 деца од Средна Америка со авион во петокот се депортирани во Хондурас, Гватемала и Салвадор во рамките на продолжената акција на американската влада за депортирање на децата кои илегално влегле на територијата на САД. Повеќе од 50.000 деца од земјите на Средна Америка влегле во САД од октомври 2013, со што предизвикале целосен хаос во имиграцијскиот систем, тврди владата во Вашингтон. 33 малолетници без грижа на возраст од 6 месеци до 15 години се вратени во Хондурас, 5 девојчиња од 7 до 16 години и 2 момчиња од 2 до 14 години, како и 5 мајки се вратени во Гватемала, додека во Сан Салвадор се вратени 3 момчиња, 1 девојче и 2 мајки. Американската администрација бара Конгресот да издвои дополнителни пари за персоналот и установите за да се реши проблемот на се поголемиот број деца имигранти кои бегаат пред насилствата и сиромаштијата кои владеат во Средна Америка. Председателот на САД Барак Обама бара јакнење на граничната безбедност и поостри казни за трговците со луѓе. Неодамна е покрената кампања во која сите оние што сакаат да ја поддржат ќе мора да минат 99 дена без најпопуларната социјална мрежа Facebook. Името на проектот е 99 дена слобода, а целта е да се види како корисниците кои се зависни од Facebook ќе реагираат на разделбата од оваа социјална мрежа. Маја Богоевска. Дали некогаш сте се запрашале каков е животот без Facebook? Кампањата 99 дена слобода, покрената од група холанѓани, ги повикува сите оние кои што мислат дека можат да издржат 99 дена без Facebook. Вела дека оваа кампања е некој вид одговор на контроверзното истражување што компанијата Facebook неодамна го спровела, а во кое го испитуваше расположението кај корисниците во зависност од тоа какви вести преовладуваа на нивниот ньюсфид. Целта е да се докаже колку Facebook влијае на корисниците што се навлечени на оваа социјална мрежа. Секој корисник што мисли дека е доволно храбар може да учествува, а доволно е да се посети службената страница и да се презиме апликација со помош на која на сите онлайн пријатели ќе им се соопшти дека на 99 дена го напуштате Facebook. Во овој експеримент моментално учествуваат над 20.000 кандидати, а творците на кампањата, додека трае експериментот, ќе им испраќаат анкетни листови со кои учесниците ќе откријат како влијае оваа абстиненција на нив. Ги спраќаат на 33-тиот, 66-тиот и 99-тиот ден, за да видат како се справуваат без Facebook. На Пелистер, како што информиравме, пред речиси 2 недели започна санацијата на свлечиштето. Од Националниот парк велат дека битолчани и ладовина бараат во сенките на Пелистер, а и холанѓани оделе горе. Со оглед на нашите развојни проекти, ние се уште, да речеме, во фаза на подготовка да можеме некои од туристичките локации да ги прилагодиме преку јавно-приватно партнерство со ново инвестирање, но тоа бара и извесен период на урбанистичка адаптација, бара и објавување на одредени тендери за добивање на јавно-приватно партнерство, че тоа ќе потрае, но што се однесува на бројот на посетителите, веројатно затоа што дури сега почна жешката сезона, да речем, се зголемува бројот на посетители во текот на денот, веројатно бегајќи од жештината во градот и барајќи лад во планината. Она што е константно, тоа е посетата на одредени помали групи кои на своја рака доаѓаат од Охрид, туристи од Холандија и од другите странски држави, кои што меѓу другото во агендата си имаат и посета на Битола, Пелистер и така натаму. А сега да видиме какво време не очекува во следните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот.
ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување.